Евангелие според Лука, глава 9. И откако Исус ги повика 12 мината, им даде сила и власт над сите демони и да исцелуваат болести. И ги испрати да го проповедаат Божјото царство и да исцелуваат болни. Па им рече: немојте ништо да носите за напат, ни стап, ни торба, ни леп, ни сребро, ниту пак да имате по 2 облеки. Во која куќа и да влезете, останете таму и оттаму тргнувајте на пат. И ако се случи некој да не ве прими, кога ќе излезете од оној град, истресете си го и правот од своите нозе, за сведоштво против нив. И тие излегоа и одеа по селата, проповедајќи го Евангелието и оздравувајќи болни насекаде. А четворовласникот Ирод слушна се што прави тој и беше премногу вознемирен и збунет, зашто некој зборуваа дека Јован воскреснал од мртвите, а други велеа дека се појавил Илија, а некои други пак дека воскреснал еден од старите пророци. А Ирод рече: јас на Јован му е отсеков главата, но кој ќе е тој за кого слушам такви работи? И сакаше да го види. А кога апостолите се вратија кај Исус, му раскажаа се што направиле. Па откако ги зеде кај себе, се повлече насамо во ненаселено место, спроти градот наречен Вицаида. Мноштвото штом разбра за тоа, тргна по него. И тој ги прими и им зборуваше за Божјото царство и сите кои имаа потреба од здравје. Тој ги оздравуваше. А кога денот привршуваше, му пристапија 12 и му рекоа: отпушти го народот да отиде до околните села и куќи, да преноќева и да најде храна, зашто сме тука во ненаселено место. Тогаш Исус им рече: дајте им вие да јадат. А тие рекоа: ние немаме повеќе од 5 леба и 2 риби, освен ако отидеме и купиме храна за сиот овој народ, зашто беа околу 5000 мажи. И им рече на своите ученици: кажете им да седнат во групи по 50. И така направија и ги поседнаа сите. А тој кога ги зеде 5 лебови и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги раскрши и им даваше на учениците за да ги стават пред народот. И сите јадеа и се наситија, а од насобраните парчиња што останаа кренаа 12 кошници. Кога еднаш тој се молеше насамо, а со него беа и учениците, тој ги праша: што зборува народот, кој сум јас? А тие му одговори и рекоа: едни велат дека си Јован Крстител, а други Илија, а пак други дека воскреснал некој од старите пророци. Тогаш им рече: а вие за кого ме сметате, кој сум јас? Петар му одговори и рече: ти си Божји помазаник, Христос. А тој строго им заповеда ова никому да не се кажува. Им рече дека човечкиот син треба да пострада многу, да биде отфрлен од старешините, главните свештеници и книжниците, да биде убиен и на 3-тиот ден да воскресне. И на сите им зборуваше: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од самиот себе, нека го земе својот крст и нека го носи секој ден, и тогаш нека ме следи. Зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го изгуби, а кој ќе го изгуби својот живот заради мене, тој ќе го спаси. Зашто каква му е ползата на човекот, ако го добие целиот свет, а самиот себе се загуби или си направи штета? Зашто кој се срами од мене и од моите зборови, од него ќе се срами човечкиот син, кој ќе дојде во својата слава и во славата на Таткото и на светите ангели. Вистина ви велам, има некои што стојат овде кои нема да ја вкусат смртта додека не го видат Божјото царство. И кога изминаа 8 дена, откако им ги каже овие зборови, ги зеде со себе Петар, Јован и Јаков и се искачи на планината за да се помоли. И ете, кога се молеше, му се измени видот на лицето, а облеката му стана бела и сјајна.
I ete dvajca maže razgovara so него, a tije bea Mojsej i Ilija, koji se javija vo slava i zboruva za negoviot izles, so koji trebaše da završi vo Jerusalim. A Petar i oni koji bea so него, ги совлада сон. A koga se razbudija, ja vidua неговата слава, а ги видua и двајцата мажи како стојат со него. И кога тие се заминуваа од него, Петар му рече на Исус: Учителе, добро ни е тука, ќе направиме 3 шатори, еден за тебе, еден за Мојсей и еден за Илија, без да размислува што зборува. И додека тоа уште го зборуваше, дојде облак и ги засени, и се исплашија многу, кога се најдоа во облакот. А од облакот се слушна глас кој велеше: Ово е мојот син, мојот избраник, слушајте го него. Кога гласот се слушна, Исус се најде сам, а тие молчеа и никому ништо не кажуваа во тие денови за она што го видоа. А на другиот ден, кога слегнуваа од планината, го пресретна големо мноштво народ. И ете некој човек од мноштвото извика и зборуваше: Учителе, те молам, погледни милостиво на мојот син, зашто ми е единец. Ете, дух го зграбчува и тој почнува да вреска, го тресе толку што исфрла пена и откако ќе го згрчи, едвај си оде од него. Ги замолив твоите ученици да го истераат, но не можеа. А Исус одговори и рече: О, роде неверен и развратен, до кога ќе бидам со вас и ќе ве поднесувам? Доведи го син ти овде. И додека доаѓаше момчето, лошиот дух го тресна на земја и почна да го згрчува. Но Исус му се закани на нечистиот дух и го изличи детето и го предаде на неговиот татко. И сите се чудеа на Божјото величество. И додека сите се восхитуваа и беа во чудење за се она што го направи, тој им рече на своите ученици: Запомнете ги овие зборови во своите срца. Човечкиот син ќе биде предаден во човечки раце. Но тие не го разбраа тој збор, зашто беше сокриен од нив, за да не го разберат, и се плашеа да го прашаат за овој збор. И во нив се всади мисла кој е од нив поголем. А Исус, кога ја виде помислата на нивните срца, зеде едно дете и го постави покрај себе и им рече: Кој го прима ова дете во моje име, мене ме прима, а кој ме прима мене, го прима оној кој ме прати, зашто кој е најмал меѓу вас, тој е најголем. А Јован одговори и рече: Учителе, видов еден кој во твоето име изгонува демонски духови, и бидејќи не оди со нас, ние му забранивме. А Исус му рече: Не бранете му, зашто кој не е против нас, тој е со нас. А кога навршија деновите за да се вознесе, тој го насочи своето лице да патува кон Ерусалим и испрати гласници пред себе, кои отидоа и влегоа во едно самаријанско село, за да му приготват место. Но таму не го примија, зашто лицето му беше усмерено да патува кон Ерусалим. А кога го видоа тоа неговите ученици, Јаков и Јован, рекоа: Господе, сакаш ли да кажеме да слезе оган од небото и да ги проголта, како што направи Илија? А тој се сврте кон нив, ги прекори и им рече: Вие не знаете со каков дух сте во себе. Зашто човечкиот син не дојде да уништува човечки животи, туку да спасува. И заминаа во друго село. И додека одеа по патот, некој му рече: Господи, ќе одам по тебе, каде да одиш? А Исус му рече: Лисиците си имаат дувла и небесните птици гнезда, а човечкиот син нема каде глава да засолни. А на друг му рече: Следи ме. А тој рече: Господи, дозволи ми прво да отидам да го погребам мојот татко. Исус му рече: Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, а ти оди и проповедај го Божјото царство. А на друг рече: Ќе одам по тебе, Господи. А друг рече: Ќе одам по тебе, Господи, но дозволи ми прво да се збогувам со своите домашни. Исус му рече: Никој кој ја ставил својата рака на ралото и гледа назад, не е достоен за Божјото царство.